Во студиото со вас, Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Владачкото мнозинство го објави договорот за стратешко партнерство со Велика Британија, кој е доставен до пратениците во собранието. Што содржи во овие вести, ја прашува Ивана Соколовиќ-Најдова. Така е, Марија, на подпишаниот договор помеѓу македонската влада и владата на Обединетото кралство денеска после владината седница е испратен до парламентот. Пратениците веќе го добиле текстот на договорот и е објавен јавно на собранискиот сајт. Објавени се и дел од програмите кои што ќе бидат во фокусот на ова финансиска поддршка која што Македонија ја добива од Обединетото кралство. Таа е фокусирана на неколку области, но од кои што дел се здравството, транспортот, енергетиката и останати проекти. Ќе се потрошат парите за изградба на нови болници, ќе се вложува и во инфраструктурни проекти со фокус на коридорите 8 и 10Д. Ќе се наменат средства и за енергетската мрежа, меѓутоа и во борбата со сајбер предизвиците, како и дигитализација и унапредување на целиот овој систем на владата. Како што кажав, тоа е веќе пред пратениците, од влада очекуваат поддршка од пратениците, бидејќи велат дека тоа е во интерес на сите граѓани, меѓутоа опозицијата критикува и обвинува дека овој кредит била политичко робство. Еве ги деталите во прилогот во предложение. Партнерскиот договор меѓу Македонија и Обединетото кралство е испратен на ратификација во парламентот. Текстот на предлог законот веќе е поделен до сите пратеници и објавен на собранискиот сајт. Според подпишаниот договор на 22 мај, финансиската поддршка за Македонија е во висина на 5 милиарди британски фунти, а опфатени се проекти од областа на здравството, транспортот, технологијата и енергетиката. Според документите испратени во собрание, предложено е обновување и реконструкција на болници во Штип и Кичево, Универзитетски клинички центар во Скопје. Пари од помошта ќе бидат наменети и за болници во Куманово, Битола, Тетово, Гостивар, Охрид и Струга. Ќе се инвестира и во брза железница долж коридорот 10, кој ќе поврзува граничните премини Табановци и Богородица, главниот град Скопје и аеродромот Скопје. Предвидена е и програма за развој на коридорот 8. Дел од средствата ќе бидат наменети и за развој на капацитетите за сајбер безбедност и дигитална трансформација на владата. Сериозно внимание ќе се посвети на производството и пренос на електрична енергија. За владата ова е историски договор кој ќе донесе бенефит за сите граѓани. Вице-премиерот Меджити во тема на денот на Сител рече дека очекува поддршка од сите во парламентот при ратификацијата. Условите се најдобри, мислам, до сега што може да ги добие Македонија. Ова е најголем зафат и мислам доброто е што одат во економски инвестиции, не одат во неекономски. Тие се враќаат, ќе се ангажираат и компании од земјава, ќе биде добра инфузија, мислам, и за економијата, но и за решавање на вакви крупни инвестициски проекти што се битни за граѓаните и државата. Опозицијата критикува дека британскиот договор бил преседан. На средба со граѓани во Битола, лидерот Филипче порача дека ова било политичко робство. Овој заем кој што го зема од Велика Британија е навистина преседан. Ние мислиме преседан е унгарскиот, но не, можело и повеќе. Да земеш влада со влада без контрола пари кои што се трошат, со непознати камати, со непознати рокови е криминал. Тоа е како да одам јас со вашата лична карта во банка да земам кредит, да не ви кажам ништо, од утре вие плаќате камати, пари, рокови, не знаете, ништо не сум ви кажал. Договорот ќе важи за период од 10 години, а како владин предлагач подпишан е министерот за надворешни работи и трговија Тимчо Муцунски. Ивана Соколовиќ-Најдова, Сител телевизија. Вле одлучи кој ќе биде нов министер за здравство, но се уште го нема комплетирано владиниот состав во целост. Најавите се дека денови ќе бидат познати и новите заменици министри во земјоделие и одбрана. За посите случувања, председателот на собранието Африм Гаши вели дека мнозинството се уште е стабилно. Предлогот Азир Алиу да биде нов министер за здравство во следните денови ќе го помине владиниот филтер. Дали до владата ги доставивте предлозите за министри? Се работи, денови. Денови ќе бидат доставени? Да.
За сега не е јасно кога точно Алиу ќе се најде во собраниска процедура. Меѓутоа, коалицијата Вреди се уште го комплетира својот список на владини функционери. Прашан дали Алиу ќе се снајде на новата министерска функција со оглед на тоа што доаѓа од информатичкиот сектор, Меджити вели дека за позицијата министер најважни се менаџерските способности, а поради тоа Алиу бил најдобар предлог за тоа место. Предлогот Алиу да стане нов министер за здравство ќе биде ставен на седница во законодавниот дом веднаш штом владата ќе го испрати, уверува собранискиот спикер. Како што знаете, и по закон, и по деловник, предлогот доаѓа од владата. Премиерот треба да предложи нов министер. Кога ќе дојде на дневен ред предлогот, веднаш во собрание ќе биде доставен до сите пратеници и ќе ја ставиме на првата наредна седница, штом ќе дојде предлог. Порокадите во владиното мнозинство и излезот на Арбен Таравари со дел од својата екипа од владата, од Вреди уверуваат дека мнозинството е стабилно, а нивниот број се зголемува. Веќе расте, вчера се кооптира членовите од Алијанса за албанците на чело со Арбен Петај. 10 члена од нивна страна, во рамките на Влен, е избран шеф на штабот Аднан Азизи. Вчера елаборираше за екипата што ја формира, отварање на штабови по сите градови каде што претендираме за локалниве избори и работат на визијата и програмата. Нема никаква дилема околу тоа дали имаме мнозинство, се работи околу преминувањето на некоја од една од политичките партии во опозиција, но гледате дека и неколку пратеници остануваат дел од Влен и мислам дека владата и парламентарното мнозинство ќе работи со полн капацитет. Доскорешниот министер за здравство Таравари го сврте грбот на владата и одлучи да оди во опозиција. Иако најави дека на предстојните локални избори ќе коалицира и со ДУИ и со Вреди во интерес на албанското прашање, сепак оваа понуда експресно беше одбиена од првите луѓе на Вреди. Даниел Василев, Сител телевизија. Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција поднесе 2 обвиненија за Скопското подземје поврзано со 3 криминални групи. Членовите на Беланоца нарачувале и извршувале убиства, а групата на Штекли работела со трговија на дрога. Нарачувале убиство од затвор, извршувале убиство од одмазда или да го намалат влијанието на спротивставената криминална банда. Другата ја закупувале на државни градижни земјишта. Обвинителството за гонење организиран криминал поднесе 2 обвиненија за 3 криминални банди од Скопското подземје. Едната е Беланоца. Обвинителството ги следела членовите на оваа група една година. Има 9 обвинети, од кои едниот е почината, 7 се во бегство. Еден бил фатен вчера. Според доказите на ОЈОГОК, виновни се за 4 убиства. Убиството на Орхан Байрамовски Оки, еден од шефовите на кланот Дукјанџик, во вила на Ханиоти пред 2 години. Членовите на Беланоца се одговорни за двојното убиство во Шишабар на Јетон Кривањева и Ениси Сини. Убиствата биле нарачани од затвор, а комуницирале најчесто преку Снепчат. Шефот на Беланоца, Фатлиу Мајети Тоте, веќе издржува затворска казна. Втората група од Скопското подземје нема звучно име како Беланоца, но ги врши истите кривични дела. Според обвинителството, не соработуваат со Беланоца, но имаат ист непријател. Сака да го намалат влијанието на спротивставената криминална група. И убиствата на оваа банда од Скопското подземје се нарачувале од затвор. Обвинени има за 3 организатори и 20 извршители на убиствата. 3 се во бегство, а одговорни се за 3 убиства, од кои едното е двојно. Обвинителството за гонење организиран криминал една година ја следела и групата на Раде Трајковски Штекли. Тој како шеф на групата, која нема име, под него имал 16 други кои продавале друга. Обвинителен акт има за 10 лица, а другите 7 се спогодиле со обвинителството и почнале да издржуваат казна. Минималната казна затвор за продавање наркотични супстанции е 5 години, а оние кои се спогодиле добиле од 3 до 3,5 години затвор. Другата од групата на Штикли се продавала најчесто по локали во општина Аеродром, а обвинителството во соработка со МВР пронашли каде била скриена, на градежен објект на државно земјиште. Од групата на Штикли сите се во притвор. Тамара Дичаска, Сител телевизија. Почна сослушувањето на родителите на жртвите од дискотеката во Кочани. Започнаа сослушувањата на законските застапници на жртвите во пожарот во кочанската дискотека Пулс во обвинителствата во Кочани, Штип и Скопје. Сослушувањата се одвиваат согласно распоредот, директно со семејствата на жртвите и Сапорт Кочани.
Преку исказите дадени пред јавен обвинител, членовите на семејствата ќе можат да ги остварат своите права како оштетени и да се приклучат кон кривичниот прогон, како и директно да се информираат за текот на постапката и да кажат своји сознанија за настанот. Сослушувањата ќе траат до 29 овој месец. Јавното обвинителство, согласно своите законски овластувања, во текот на целата постапка посветува особено внимание и грижа за жртвите на овој трагичен настан. При сите преземени дејства и одлуки, обвинителите ги имаат предвид и ги штитат интересите на оштетените. Воедно, се уште активен и повикот на обвинителството, до сите останати кои што имаат лични сведоштва за несреќата, информации и докази во однос на работата на клубот Пулс Кочани и поврзани фирми, како и сознанија во врска со работата на институциите надлежни да постапуваат, да ги споделат со истрагата, се вели во соопштението од обвинителството. Пријавите може да се поднесат со пополнување на формулар, кој потоа треба да се испрати електронски на наменска адреса istragakочани@jorm.mk. Засител Трајан Ристовски. Стојан Ангелов не е повеќе директор на ЦУК, сега ќе управува со дирекцијата за заштита и спасување. Ангелов вели дека ќе работи на спајување на овие две институции од системот за криза и менеджмент. Дирекцијата за заштита и спасување подолго време се наоѓа во агонија. Покрај недостатокот на пилоти, постојат и проблеми со сервисот на ер-тракторите. Во овој момент во државата нема ниту еден функционален ер-трактор, но јас сум оптимист дека набрзо ќе ги имаме трите ер-трактори заедно со посадите, односно пилотите. Се уште нема доволно подпишани договори со тимовите за брз одговор, вклучително и со тимовите за гаснење на пожар на отворен простор. Е обемна постапка од аспект на легислатива и е потребно повеќе време. Мојот фокус како нов директор на ДЗС е конкретно формирањето на нова институција од двете постоечки. Институција која што ќе ги обедини функциите на постоечките две институции. Додека морам да укажам, целиот систем е далеку погломазен, затоа што летно време, кога беснеат пожарите, ние ги користиме хеликоптерите на полицијата, хеликоптерите на армијата. Владата сака проектот за Чебрени галишта да биде државен, потврди министерката за енергетика, но за тоа да се случи клучни ќе бидат условите за финансирање. Изградбата на хидроцентралите би трајала 7-8 години. Кога ќе знаеме точната сума, секако ние сакаме да е наш проект, ќе видиме под кои услови, бидејќи тоа е проект што ќе се гради едно 7-8 години, ќе видиме и условите за плаќање, значи нема тоа да бидат одма што треба да се платат парите, ќе видиме под кои најдобри услови може да почнеме со изградба. Веќе имаме неколку фирми кои се заинтересирани и кои сакаат да градат две когенеративни централи, бидејќи тоа исто ќе биде сериозна инвестиција, значи тука зборуваме за милиарди евра. Ќе видиме, значи разговараме, дискутираме. Мислам дека во најкраток временски рок ќе имаме повеќе информации, меѓутоа работиме, имаме веќе преговори со неколку фирми. По продолжение минути за најважни настани од светот. 47 лица се повредени во инцидентот во Ливерпул, откако автомобил удри во толпа луѓе за време на прославата на шампионската титула на